Садик, застани малку, застани да те прашам Не нешто. можам да застанам, да Селма. Морам побрзо да одам кај овчарот Батуисан. Треба да му ги кажам најновите вести, потоа ми се лути дека тој последен дознава се на островот. Чекај ме ти овде, брзо ќе се вратам, добро? Ајде. Сега се мислам дали да не ти кажам тебе за тоа. Немој да ми кажеш, не сакам да слушам озборувања. Слушај ваму, ти ли ја измами и ја изнајми таа рушевина на внука ми? Срам да ти е, значи, какво мамење? Самата дојде и се допаднала на интернет и ја изнеми куќата. Секако ќе й се допадне ако й покаже слика од пред 30 години. Островот врие, а ти уште зборуваш за куќата да Селма. Што се случило? Зошто врие? Се случи нешто? Не ми кажувај. Сега ќе грешиш душа со некого и мене ќе ме вмешаш. Добро, ти си знаеш. Чекај, треба мебел за куќата на Хазиран, треба фотелја, тросет. Уште ли продаваш гарнитури? Не им треба малечко, тие бараат големи гарнитури, поголеми. Хајде, одам јас. Како ќе сместат поголема гарнитура во таа куќа како кибрид? Садик! Стави го во ова. Одејки ќе го пиеш? Да. Ќе заплаче сиротото турско кафе. Мелиса, ги донесов праските од дворот, да не гнијат на земја. Ама тетка Али ја правеше сладко од нив, нели? Значи ќе работите заедно со среќа? Благодарам. Нема доволно сонце за да ти ги заслепи очите. Се викаат очила за сонце, но не се користат само кога има сонце и на сенка се носат. Добра, а ти од што сакаш да се штитиш? Се плашиш да ме погледнеш во очи? Не, душо, никако. Зошто да се плашам? Еве ги тргнав. Уште ли не е готово кафето? Благодарам, се гледаме. Одиме во хотелот, нели? Да. Дали сите гледаат во нас или мене така ми се чини? И зошто се толку сретни вака рано наутро? Можем да предпоставам, ама не и се. Кажи ми и мене. Остави сега. Што се случи? Ти и на тилот ли имаш очи? 10 минути се вртиш онде, очигледно нешто се случило. Да знам како да се возбудам. Значи, колку е степенот на вредноста? 10. Може 1500. Да, 1500. Во врска со појраз? Идел, може да ги оставиш ножиците? Прашав дали е во врска со појраз. Во врска со појраз и таа девојка. Која девојка? Таа со која танцуваше на надпреварот. Се вратила на островот. Уф, девојката е како клетва. Нормално. Најде згоден човек и не се одлепува од него, ама таа не го познава појраз. Зарем тој би ја погледнал? Ние толку години се познаваме, јас сум ангелот без крилја на неговата баба. А што мисли дека ќе постигна таа девојка за 2 дена? Синоќа се бакнале на крајбрежјето. Треба патот да се направи. Ете, не можеме на гостите да им кажеме дојдете со патики, потоа ќе мислат дека им нудиме селски кампинг. Види, ако планираш да поставиш бетон, откажи се. Ќе наредиме камења. Каменот ќе ја зголеми цената.
Стигнале мајсторите, да не задоцниме. Стигнале мајсторите да не задоцниме. Одвратен. Чекај. Кој ги видел како се бактуваат? Цел остров ги видел. Немој бе. Што мириса вака, колку е убаво? Мимоза. Секоја пролет ветерот го собира мирисот на мимозите од целиот остров и го носи овде. Ова мора да го напишеме на сајтот. Луѓето сакаат места кои имаат своји приказни. Точно. Добро утро. Добро утро. Рано сте дошле. Пред 5 минути дојдовме. Која е оваа девојка? Хазиран, Мило ми е. ортаци сме со Мило ми е. појраз. Ние место ќе го претвориме во прекрасен бутик хотел, ама прво да направиме добра анализа. Ќе ви подготвам презентација за временските и паричните трошоци за проектот. Мајсторали, прво да видиме колку ќе не чини инсталацијата, колку ќе потрошиме, од што треба да кратиме, прво тоа да видиме. Слушнавме и многу се израдувавме. Дај Боже да трае цел живот. Многу ви благодарам. Не мора цел живот, доволно една сезона. Мајсторали, сега тука сигурно имам за Многу се земјување. убави камењата на земја, ќе ги Поради тоа не сакам искористиме. ништо да се После гледа, ќе ги се да биде менуваме под земја. боите. Само уште убава погледни рецепција овде и готово е. Да не заборавам, знам една винтаж продавница во Истанбул, треба да одиме и да избереме мебел. Јас не доаѓам во Истанбул. Зошто? Затоа што не доаѓам. Добро. Тогаш јас ќе одам да изберам, а ти ќе прифатиш се што ќе донесам. Во меѓувреме треба да го срушиме овој зид. Прво да се разбереме околу тоа во ред. Зидот е лесна работа. Ќе се сруши за еден ден. Мајсторали, да ти ги покажам каблите. Брзо. Ќе се сруши за еден ден. Не заборавил. Прво рече се плашиш да ме погледнеш во очи, а сега ми префрла. Кажи ми од збор до збор. Рече, зидот ќе се сруши за еден ден. Нели го бакнав еднаш и толку можно ли е да ми префрла? И мене ми е сомнителен. А ако не заборавил? И ова да го фрлиме. Боже. Момент, зошто го фрлаш? Нека остане. Нека се фрли. Реков нека остане. Слушај, и јас сакам ретро, ама ова е старо, нема да работи. Ако е старо, мора ли веднаш да се фрли? Јас не сакам стари работи, тргам по иднината. Да ги видиме собите. Да ги видиме, мајсторе, да ги видиме. Да се договориме барем за една работа, може ли? Мелиса, дојди. Ете го отворив сандакот и барам пешкири постелнина за нашата девојка. Остави ги сега постелнината и пешкирите. Девојчето дошло со еден куфер, нема ни пешкир ни ништо. Со што ќе го избрише лицето, на што ќе спие? Сега не е свесна ниту каде ќе спие, сигурно не е. Може би се заљубила. Ќе влезам во кујната, имам чини и чаши. Кој? Во кого се влюбила? Да почнам да ти раскажам од романтичната страна. Се бакнале. Кој се бакнал? Хазиран и Појрас. Ало, цел остров е во шок, стаписани сме. Мојата Хазиран и Појрас. Значи тие се договориле уште тој ден кога танцуваа, Мелиса. Јас тука го пребарувам сандакот, а тие спремаат чејс. Не до толку, стоп. Дојди. И што се случило? Ова да го обоиме во друга боја, бидејќи не можеме да им ветиме забава на луѓето што ќе доаѓаат, да играме на картата на спокој и романтика. Ова ќе го нагласиме. Значи велиш љубов на остров. Појрас, ти реков дека синоќешниот настан нема никакво значење. Ти си последниот човек кој би сакала да го бакнам на светот. И јас не лудувам да те бакнам тебе. Не грижи се. Добро, барем успеавме да се договориме за една работа. Во ред. Сношти беше многу глупаво нешто, но се случи. Нема потреба постојано да ме подсетуваш на тоа со сугестивни зборови и погледи. Јас не се ни трудам да те подсетам на нешто. Какво подсетување? Секако, така е, нели? Го тргаш погледот од мене, зидот се руши за еден ден, љубов на островот, а што е тоа? Хазиран, јас не сугерирам, ако треба кажувам директно. Освен тоа, јас не те подсетувам на ништо.
Изгледа ти не можеш да го заборавиш тој момент. Каква врска има? Да прекинеме веќе со тема. Да прекинеме. И онака Нехир ми кажа се. Што ти кажа? Нехир, што ти кажа? Застани, чекај ме. Што ти кажа? Нехир, што ти кажа? Кажи ми, велам, што ти кажа, одговори ми. Што сте зборувале, тоа ми го кажа. Зошто паничиш? Што сме зборувале? Бато Појраз! Момент. Молам Туна. Кровот е во срцепарателна состојба. Немој бе. Ќе го направиме вселив за 3 недели. Како 3 недели? 3 недели се многу. Значи, ние за 3 недели ќе ја пропуштиме цела сезона. Да ги собереме сите мајстори од островот, сите нека работат и дењи и ноќи да завршиме побргу. И онака сите мајстори од островот се овде. Како овде? Значи нема друг мајстор на островот. Што значи нема? Што значи нема? До тогаш ќе седиме вака со скрстени раце ли? Бириджик, сега сум на состанок во ред? Чекај, не исклучувај, навистина сугерирал. Не сугерирал. Јас погрешно сум разбрала. И ова запиши го на графата во мои срамотилоци. Немој. Туф. Навистина ли? Бириджик? Јосун, како си? Добро, ти како си? Ете, разговарав со Хазиран. Исклучувам душичке ка се... Исклучувај, Хазира, како е? Добро е, Јосун, но може подоцна да зборуваме. Сега сум на состанок. Има голема криза во веридбата на Илул Јазер. Што зборуваш, раскинале? Полошо, не може да најдат место за веридба. Не ми се верува. Сите места биле клише. За нив, кога Илул побарала друг концепт, тогаш настанал хаос. Нека прават тука. Каде е тоа тука? Ова е остров. Карлангич Ларадаси, тука нека прават. Остров? Имаме една недела за дворот, само една недела. Добивме организација за веридба, нашата прва работа Појраз. Браво, браво, убаво. Во ред, сега да седнеме некаде и на брзина да ги разгледаме деталите. Ти дали нешто добро кажа пред малку, а? И тоа за мене. Хајде да одиме. Здраво. Да ви се множи муабетот. Благодарам, добро дојдовте. Какво зборување кружело на нашиот сладок и спокоен остров? Слушнавме. Се изненадивме. Хазиран дојде во месец јуни и го потресе островот, сите не шокираше. Искрено, јас не верувам дека имало такво нешто. Јас мислам дека некој видел нешто, потоа му кажал на друг, а тој претерал кога кажал на трет. Работата стигнала до нивниот бакнеш. Слушнала мајка му на садик. Мајка му на садик не претерува, кажува како што е. Да дојдеше со ова до плоштадот, немаше да пешачиме толку. Момент. Готово е. Уште не се јавив на Илул, ама ако направам прекрасна презентација, организацијата ќе биде наша, ама пред се да направиме брейнсторминг, значи, вака... Бура на идеи. Хазиран, дали го испланира одморот? Да. И ти ли ќе леташ кон југ, како што прават сите? Токму така, да. Може да ви се јавам подоцна? Чекај, ова е итно. Се појави еден проблем со земјиштето на островот.
Се зборува за некој загрозен вид или нешто слично. Не е сигурно, ама после можеме да имаме проблеми. Можеш да појдеш на островот за да видиш што е работата? Не сум во Истанбул, многу далеко сум. Немајте, молам. И не сакам повеќе да се занимавам со таа работа, категорична сум во тоа. Што да се прави? Тогаш има и добар провод. Ви благодарам. Аплицирав за една работа. Сега ми се јавуваат. Многу нестабилна фирма. Не сакам да бидам дел од нивната работа, ете. Како така, зарем не знаеше што работат кога аплицираше во таа фирма? Не. Дознав отпосле. Не и се. Тогаш подобро да не те примат на таа работа. Повелете, господине. Туку што разговарав со Хазиран. Веќе не било во Истанбул. Во тој случај ти одиш на островот. Нема потреба да се оди на островот, ке побараме инвентарен извештај и список на загрозен вид и ке го разгледаме. Ги нема на извештајот. Ќе вложиме пари и тогаш ќе му текне на некој. Ти оди на островот. Провери дали има некој што би можел да ни прави проблеми. Ако треба и остани таму. А да оди некој друг од фирмата? Случајно да не се плашиш дека ќе се открие твојата улога во продажбата на тоа земјиште? Зошто да се плашам? Не го уништив јас, сопственикот Хазиран го уништи. Во ред тогаш. Нема пречка да одиш. Пречката не е проблем. Мене многу ми е здодевно на островот. Како дете многу се измачив да избегам од островот. Сега не сакам да одам ни на одмор таму. Хакан, одиш службено, а не на одмор. И не сакам приговор. Тргнувај утре со првиот траект. Како ќе кажете, господине? Ти оди, доаѓам и јас. Ти што му рече на Појрас? Реков дека игравме вистина или храброст. Јас те прашав за твојата најголема тајна, ти не ми кажа и го бакна првиот маж што помне до лицата. Како? Добро сум измислила, нели? Добро си кажала, добро е, но секако ако ти поверувал. Ти не требаше да се мешаш. Не се, ајде ке зборуваме после. Дада Хазиран! Дада Хазиран! Сте слушнали ли? Да не проверуваше што ми кажа Нехир? Не. Ти сигурно имаш некоја голема и страшна тајна. Ако бакнуваш некого што не го сакаш за да ја криеш тајната, тогаш мора да е голема. Појрас! Кружи едно зборување. Слушнав. Така ли е? Точно ли е? Вистина ли е? Што? Поздрав. Идил, душо, доаѓаат и кај мене во дуќанот и прашуваат ете кога ќе се венчаат Појрас и Идил. Ама тоа е само обично зборување, знаеш и ти. Од сега и јас ќе им одговорам како што треба. Не грижи се, џерко, добро? Многу сте внимателна, тетка Селма, ви благодарам. Живи Бога, многу ми е мило. Живи мајка, многу ми е мило. Ептен се израдува. Што се случува? А што си ти? Фрли паричка во бунарот, нели? А, јас не зборувам напразно, пријатели. Тој бунар е на љубовта. Каква љубов? Појрас, сине, што слушам јас. Машала, многу си одговарате. Слушај, тетка Фиге, не е така како што си слушнала. Како што мислам? Ши ми Господ ќе убијам женава. Дојди. И јас слушнав, тетке, верувај ми. Многу се зачудив, потоа се израдував. Не знаев што да правам. Тето, нема зошто да се радуваш. А може ли сите да ме слушнете малку? Видете, пријатели, има големо недоразбирање. Јас и Хазиран сме само ортаци во работата. Нема ништо друго меѓу нас. И не може да има. Нема шанси за такво нешто. Поради тоа веднаш да прекинете со тоа, инаку ќе ве навредам. Тука нека престане тој муабет. Слушај, ќерко, одвоив неколку работи од дома. После да ги однесеме кај тебе, добро? Ајде да видиме. Во ред. Види. Алпер, немој да си почнал. Немој. Добро. Гледаш? Ете ти вистина или храброст? Што да правам? Не поминаа ни 24 часа, како слушнале?
Тука интернетот е бавен, а озборувањето е брзо, нели? Слушај, немој уште еднаш да ме мешаш во твоите глупави игри, во ред? Ајде да одиме да направиме план. Требаше Ѓоркем да го земам, а заборавив на него, немам ум во главата. И тетка ми рече, земи го тоа, земи го ова, не знам што рече, како ќе постигнам? Во ред, јас ќе го земам другар, ти ќе го однесам во пансионот, во ред? Нашиот декоратор. Кој да е? Како ќе го препознам човекот? Ќе го препознаеш веднаш. Јас ниту во теретана не сум носела толку тешко што ќе правиме со 10 литри средство за чистење. Куќата ќе и чистиме, ќерко. Колку време треба за да се заборави некој настан на овој остров, тето? Бога ми зависи од настанот, ама мислам дека трае 2 генерации, Хазиран. Ах, плаза моја. Таму и најголемиот скандал се заборава за 2 недели. Хазиран, чекај малку. Велам нема да те прашам, ама ќерко, ти со кој памет си направила такво нешто? Игра, тето, нешто како игра. Ти замисли ја како игра. Се играли со љубов? Добро, поера се ладнокрвен, не паѓа на тие работи, ама да беше некој друг, не де Боже да чувствуваше нешто кон тебе. Тога што ќе правеше? Може да го заборавиме тоа, да прекинеме со таа тема, да заборавиме во ред доста веќе да заборавиме на тоа. Лека ме турнавте. Полека, ти да не ме турна? Си застанал сред пат, што да правам јас? Си застанал. Дури ми се обраќа со ти. Слушај, внимавај на таа количка. Неја три, бога ми, искри ке се појават. О, господе, сандали ли се тоа? Облекла сандали. Јас изгледа се качи во временска капсула, не на траект. Мајко мила. Изгледа ти си Ѓоркем. Изгледа моето име стигнало пред мене. Само да ти кажам уште сега, ако сакаш да станеш модел, мора итно да се спасиш од таа гардероба, бидејќи трендот со карираните кошили замина во пролетната колекција 2015 и нема веќе да се Хазиран врати. нема да може да дојде да те земе, јас ќе те однесам. Сега многу се изнервирав, ама нема да мислам на тоа, те молам. Возилото е навам. Со оној пикап ли ќе ме однесеш како да сум стока? Да? Ова е веќе претерано. Не сакам. Не се качувам. Ти си знаеш. Пансионот е 4 километри далеко од место. Оди пешо ако сакаш. Почекај проклет да си. И уште не ми помага. Добро е. Go. Хазиран, нели купивме и сода вода? Но јас не пијам сода вода. За пиење ли реков? Ќе ги бришеме зидовите. Види, немаме време да кречиме, ама убаво ќе ги изчистиме. Ти никогаш ли не си чистела, Хазиран? Не си чистела, нели? Земи го ова, ќерко. Ајде ти почни со прозорите. Ајде да видиме. Ало. Здраво, како си? Господин Тојгон ми кажа, веднаш си отишла на одмор. А ти со кој образ ми се јавуваш? Реков ти поминала нервозата од како те унапреди, ама не Не ти ми поминала. помина и нема да ми помине во ред. Јас поради тебе му наштетив на добар човек и никогаш нема да ти го заборавам. Ти само продолжи да ме обвинуваш, не ми е гајле. Кога ќе се вратиш ќе леташ за Токио и нема да се видиме веќе. Таа е мојата единствена желба. Здраво. Здраво. Добре дојдовте на островот, ви донесов чај и колач. Ви благодарам. Зошто сте се измачиле? Не душо, какво мачење, јас го направив ова, се викам Идил. Јас сум Хазиран. Хазиран? Многу убаво име. Кога се враќате? Веројатно не се преселивте на островот за секогаш. Не за секогаш. Секако, и онака вие не можете овде. Бидејќи луѓето како вас, кои се навикнати на живот во голем град, нашиот остров им е здодевен.
имаат проблеми. Ќе останам неколку месеци, а после ќе одлетам како птица. Јас мислам и неколку месеци се многу, нели? Нели? Слушнав, ќе отворите хотел со појраз. Да. Убав план. Ама, мислам дека е бескорисен, затоа што многу малку туристи доаѓаат на островот, а тие што доаѓаат се сместуваат во ефтини пансиони. И вие ќе видите со тек на време. Ќе донесам туристи кои бараат луксус. А имате многу доверба во себе. Да, само доверба. Летна класика на островот. Секое лето на островот доаѓаат неколку иновативни духови како вас. Сакаат да го оживеат островот, ама не им успева. Се враќаат во дивните домови. Има и некои кои се заљубуваат во мажите од островот. И тие се враќаат со празни раце. Ќе видиш со тек на време. Идил. Нели можам така да те викам? Секако те молам. Не трчам по летна авантура, Идил. Утрово разговорот на плоштадот беше голема глупост. Веројатноста да удри гром на овој остров е поголема од веројатноста да се случи нешто меѓу мене и појраз. Види, не грижи се за тие муабети во ред. Сите оние кои имаат малку ум во главата знаат дека тоа е голема глупост. Ние со појраз се знаеме многу долго време. Многу добро се познаваме, си ја знаеме душата еден на друг. Појраз не е човек за такви минливи врски. И ти ќе видиш со тек на време. Благодарам за колачот. Нема на што, на здравје. Ако ти треба нешто, тука сум. Секако, секако. Ќе видиш ти. Дај може да ви е комотно. Само креветот не е ортопедски. А каков избор на перници имате? Не, имаме само еден вид на перници. Еден вид? Само помочната навлака ми остава траги на лицето. О, господе, што е ова? Ама што е ова? Ај, не гледам кафемат. Нема джакузи, нема голем базен. О, господе, каде ли дојдов? Ќе ми дозволите? Ви благодарам. Чекај, застани, карира на кошуло. Нема шанси да останам овде. Ќе спијам по паркови, ќе преноќам по улици, ама тука не останам. Не претерувај. Го познавам семејството што го држи хотелот. Чисто и средено е. Не сакам семеен хотел. Сакам хотел со джакузи, со собна послуга и масажери кои шетаат по ходници со мокри пешкири. Тука нема таков хотел. Мора да има. Ти си знаеш. Тргнувај. Ајде, магнети од Париз, Ајфеловата кула ви ја донесов овде, луѓе, повелете, господје, повелете. Си изнемил куќа на новата девојка, Садик. Па да, душо, таа 2 години стоеше празна и јас ја изнемив. Имам светла иднина со недвижнини. Ќе испрлиш од таа куќа. И нема да ја изнемиш друга. Девојката ќе си оди од островот.
Уште колку минути ќе го тријам ова? Ало? Изненадување! Бириџик е на островот. Ајде, ма, дојде? Зошто не ми се јави? Кога стигна траектот? Татко ми ме донесе со јахтата. Хазиран, јас сум на местото што ми го опиша, ама тука нема куќа. Боже, да не влеговте во погрешна улица. Бириџик, душо моја. Хазиран, врапче моје. Хазиран, врапче моје. Мислеше ќе те оставам сама во оваа бура на срамотилаци? Точно 1 месец сум овде. Ноќе ќе ги облечеме пижамите, ќе разговараме, ќе јадеме сладолед, ќе гледаме филм, а повремено и ќе се забавуваме. Ти од оваа ли колиба излезе? За жал, кажав дека куќата е катастрофа и јас едва издржувам овде, ти никако нема да можеш. Може да ги симнете коферите, ве молам. Ке спијам дури во картонска куќа за мојата најблиска другарка. Бириџик, добре дојде. Да не дојде да ни помогнеш. Машала, колку убаво другарство сте имале? Не, Хазиран, јас многу те сакам, ама навистина не можам тука да останам. Те молам, немој да ме замрзиш. Земете ги куферите, Не се ве молам. глупирај, Бириџик. Зошто зборуваш така? Види, да ти изнајмиме соба во пансионот каде што е сместен Ѓоркен во ред. Чекај, телефонот ми звони, ало? Јас ваков третман ли заслужувам? Ме симна на плоштад од возилото, на плоштад. Брзо доаѓај да ме земеш. Ѓоркен. Што е? Куќата што ја изнајмив на твојата ортачка, после ми текна, јас им ветив на други. Имаш ли друга куќа на располагање? Не. Тогаш ништо нема да ја кажеш на Хазиран и таа ќе остане во таа куќа. Ама се. Ама? Тогаш јас да одам и да им кажам на тие што им дадам збор дека вака е работава, да се извинам. Се гледам. Во резерва има многу инфузии. Ако снема по градот, ние имаме, немој да се грижиш. Добро си направила, Идил. Благодарам. Нема на што, моја задача. Идил, знам дека не е твоја задача. Не можам да ти се одолжам. Кој рече да се одолжиш? И да не доаѓам овде, денот ми поминува со некои работи без врска. Тешко е да си ќерка на градоначалник. Треба да се грижам постојано со некого. Например, денес бев да ја посетам девојката што дојде на островот. Да не одев, ќе кажеше нема гостопримство. Кај Хазиран? Да, издосадел уште сега, изгледаше загрижена. Во право е, особено после тие трач вести кои ги слушна утрово. Секако не е навикната на такви работи. Да, многу беше потресена. Рече, не трчам по летна авантура, особено не трчам по појраз. Веројатност да удри гром на овој остров е многу поголема од веројатноста да се случи нешто помеѓу мене и појраз. Заврши инфузијата, нели? Аха, во ред. Ако продолжи да остане овде, тогаш добро би било да не дава прилика за такви недоразбирања. И онака имаш голем товар на грбот, сега и незиниот товар. Идил, Хазиран не ми е товар. Таа е мојот ортак. Што знае таа да работи? Хазиран е многу интелигентна, искусна, одлучна. Колку убаво. Тогаш утре пак ќе дојдам за тетка Алија. Ке се видиме. Душо моја, те жалам. Ох, душа. Нема зошто да го жалиш Зорба, Идил. Секако, душо. Има газда како тебе, значи имал среќа. Има ли друг начин да се отплати кредитот? Освен хотелот? Нема. Значи, мора да работиш со таа девојка. Секако ќе работам, Идил. Таа е другиот ортак на објектот. Може би ќе најдете друго решение. Идил,
Ти онака си многу уморна од баба ми. Остави ги моите проблеми, немој да ги мислиш. Утре пак ќе дојдам. Во ред. Груб, гаден, одвратен, мизантроп, бе, мизантроп. Миопија? Не. Мизантроп, мамо, значи не сака луѓе. Не, Појрас не е такво дете. Гледаш, баба му не ја остави во болница, сам ја чува дома како дете. Значи целата негова љубов ја потрошил на баба му. Бириджик душо, ти си најпаметната личност на цел свет. Рече имам кафемат, но немам кафе и ете ти донесав. Јас сум човек со уметнички дух. Не можам да работам со викање и со навреди. Бириджик, јави му се на татко ти. Нека ја испрати јахтата да ме земат одовде. Не можеш да одиш, ми требаш овде, Ѓоркем. Ќе си одам и тоа како? Само ќе ми мафнеш. Слушај, јас си изнајми вила. Можеш да останеш кај мене. Дури и џакузи има. Гледаш? Колку ја изнајми? Значи... Џакузи? Аха. Ќе дојдам. Слушај, сите феномени од социјалните мрежи ќе дојдат на веридбата на Елул. Тие чуда што ги создаваш во градината, сите тие ќе ги споделат на нивните сајтови. Ке станеш славен, Ѓоркем, верувај ми, ке станеш славен. Пардон? Јас сум веќе славен, љубов моја. Ајде сега да пиеме чај, може? Дојди, Нехир, да свариме чај. На здравје. Сармиве се прекрасни. Прекрасни се, нели? Нели сармите се многу вкусни? Прекрасни се. Нели тетка ми колку убаво ги направила со своите раце тие сарми? Малку киселкасти, многу вкусни. Само ако одиш, ќе ја кажам на мајка ми како уживајки ги јадеше јадењата на тетка ми, во ред, Ѓоркем? Нели сега ти се заглави во грлото? Хазиран. Тие калории што сега ги внесе, низ нос ке те ги извади. Немој да заборавиш. Таа мисли дека си со мене на Грчки остров, во ред, Ѓоркем? Само ако насрдам јас и ти ке насрдаш. Ако пропадне работата со хотелот, јас и онака сум готова. Значи немам што да изгубам, Ѓоркем. Браво, синко. Легни. Ето така. Тие што не те зедоа не знаат што пропуштија, синко. Зорба, дојди. Што се случи? Нешто рипна овде. Жаба ли беше? Може би беше, а може би и не беше. А ти зошто дојде? Го слушнав твојот глас, ете реков може би ти треба моја помош.
Не ми треба ничија помош, особено не твоја, во ред? Што правиш ти? Осигурачот откажа, ќе го поправам, ете тоа. Со таа закачалка? Дрвено е, душо, во ред? Дрвено е, значи не е проводен. Види и гледа видео. Тука раскажува се. Интернетот е толку убава работа што никој не ти треба да ти помогне. Никој... Имаш трафцигер? Не знам. Нема. Изгледа има внатре, може би. Слушај, струјата е опасна работа. Затоа ако има некаков проблем, кажи ми мене. Да не видам дека излегуваат искри од куќата кога ќе поминам од овде. Ти благодарам. Молам? Ти благодарам. Не слушам. Ти благодарам многу. Нема на што. Добро, Зорба, биди мирен, доаѓам. Твое ли е куќето? Моје куќе. Зорба, силеџија го живеав пред мои очи. Ти уште многу им веруваш на твоите предрасуди. Веројатно и тој не сака луѓе како тебе, нели? Не сака. Има трауми. И ти ли имаш трауми? Затоа ли стоиш подалеку од луѓето? Не се, барем овој пат не рече остави. Утрово кога се вратив од трчење и се јавив на Елул. Која Елул? Нашата муштерија на која ќе организираме веридба и ќе заработиме пари, ако се сеќаваш. И ветив бајка. И пратив и фотографии од дворот, денес ќе добиеме фидбек, значи... Повратен одговор. Ти мора се да знаеш.
мојата омилена песна, може да пуштам глас? Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Добро утро, со лесно. Со лесно. Може е тука некаде. Ви благодарам. Ви благодарам. Hello! Добро утро, добре дојдовте. Добро ве најдовме. Овдешните таксисти ги знаат сите места, тоа е нешто неверојатно. Нема такси возила и таксисти, Душо. Такси и таксист, бидејќи има само еден на овој остров. Така е, Душо. Додека ја најдеме таа крнтија и господинот во неа, всушност тој не најде. Како така? Наместо да пешачите километар напред, вие сте пешачеле километар назад за да најдете такси. Многу паметно. На крајот на краиштата дојдовме. Да. Туку утрово ми се јави Ейлул. И се допаднала идејата приема да го прави на островот. Одлично, одлично. Супер, супер, супер. Девојки, само има уште нешто. Тие утре ќе сакаат да видат скица на концептот, нели? Да. Добро, ќе направиме дрвена платформа на која ќе ги стават вереничките прстени, околу неа ќе има украсио тул со цветиња, со минијатурни сијалици на нив, потоа уште не завршив. Ама некој мора да ја заврши работата со електриката. Инаку нема да можеш да ги запалиш тие сијалици. Држи го ова. Дај ми го, дај. Ти чекај ме. Ми се слоши веќе. Ти си таков човек што со тие сијалици што ги поценуваш, ние ќе ги заработиме нашите пари. Кој ти рече дека ги поценувам? Видов во твојот поглед. Види, ова не оди вака во ред. Ние не се согласуваме за ниту една работа, многу сме различни, немаме исто мислење за ништо. Најдобро вака да направиме, веднаш да го прекинеме ова и да се вратиме на првиот план. А кој е првиот план? Јас да го водам хотелот, а тебе да ти дадам делот за работката. Реков не може. Ова ли е објектот? Има амбиент на викендица од југот на Италија. Како да сме во домот на богата елита и се одмараме овде. Подобро, вака да направиме, може? Појраз, нека ти ги покаже сите соби, а ти се што имаш на ум, раскажи му се, во детали, без да прескокнеш ниту еден детал. Раскажи му се до најситниот детал. Хазиран. А ли е работа? Ортак? Бириджик? Доаѓам. Место во тебе ти е доверено. Добро карирана кошуло. Повелете. Ќе ми помогнеш, те молам? Зошто се смееш? Сигурно Ѓоркен веќе почна да го гуши појраз. Завесите. Што е? Да бидат од чист лен. Полека да се нишаат кога ќе дува утринскиот ветер. Не може така. Островскиот ветер дува многу силно. Гледам. На овие ѕидови го гледам дивиот контраст на бисерно бело и сламено жолто. Што се однесува до ѕидовите, бојата што има морето во раните утрински часови. Сакам да бидат во таа боја. Мислиш сино? Сино од рано наутро. Ете сино. Сакам духот на оваа соба да протече од планините на Јужна Италија и да се измеша со синилото на морето. Можам да го замислам лицето на појраз. Подот? Подот да биде чисто дрво. Во ред може ако ти го направиш. Ама ти ќе го направиш.
Сигурно сега е стаписан. Не може да пушти глас од нервоза, така? Не може, не може. Можеме ли барем на овој агол да ставиме конзола? Винтидж, дело од 1800-тите. Што е? Не ми се спротивставуваш? Карирана кошула? Вовлечен сум во твојот поглед во овој миг. Хазиран! Може би Ѓоркем ќе го среди појраз. Да, сигурно така ќе биде. Хазиран! Чекај, Хазиран! Не оди! Чекај, Хазиран! Сите ненормални манекени се смирија пред Ѓоркем. Сите. Секако, Душо. Зарем Ѓоркем би попуштил пред овој деспот од островот? Никако. Хазиран! Хазиран! Чекај! Ѓоркем, што бараш ти овде? Оди кај појраз, оди, ајде. Не оставај ме веќе сам со тој човек. За 5 минути ми ја исуши уметничката душа. Не знаеш што значи утринско сино. Хакан, добре дојде, брате. Ти сосема си се преместил во Истанбул. Така е, бато Мехмет. Како е? Се ли е во ред на островот? Се е како што знаеш. Да, тука времето застанало. Се е исто. Слушна ли што го снајде појраз? Не. Хотелиерите го сакаат неговото земјиште. Измислија некои измами и далавери. Како тоа да не беше доволно, после и банката го повлече кредитот. Немој бе. На сите ни е многу жал. Го знаеш ти појраз, наше дете си е, како браќа сме. И како да не го знам, сите на островот на една, појраз на друга страна. Тоа не се сменило воопшто. Не се смени. Пријатно, бато. Пријатно. Каде ли се наоѓа Столарската улица? Дојди да прашаме. Се извинувам. Повели Снашке. Пардон, тоа веќе не важи, нели? Не се. Тука има ли некое место како Столарска улица? Има, секако има улица, има само еден столар. Само еден? Само еден, да, и таа работилница е моја. Треба прашам нешто? Нели вие не бевте во мојата група? Да прашам нешто. Ние се брзаме, ајде се гледаме, чао. Тој списокот ти е за шопинг? Не. Список на луѓе што нема да ги поканам на мојата свадба и на кои ќе им ја вадам душата до свадбата. Кога го зборуваа појраз таа девојка, сите се радуваа. Пиша и тетка Фиген, нели таа рече дека многу си одговарате? Ја запишав. Ставив и извичник до името. Од сега зимскиот јаглен нека го купува од неа. Кој беше насмеан? Кој се радуваше вчера која слушна таа вест? И оваа е сомнителна. Било што да се случи, таа секогаш е со појраз. Таму е другарка до смрт. Треба што побрзо да ги оживеам очекувањата на Идил и појраз. Јавното мислење е многу важно. Знаеш дека татко ми така победи на изборите? Господе, те молам да си оди таа девојка. Се кулнам со своји раце, ќе правам локми и ќе ги разделам по цел остров. Зошто да оди? Сега ќе отвори хотел. Нема, таа работа е завршена. Како завршена? Ќе видиш. Видете, еве вакво нешто, значи многу едноставно. Може ќе направам. Супер. Нели ќе биде готова до утре вечер, затоа што нема многу работа, така? Нема да има шанси за утре. Денес ќе средам оградата на Сулејман, утре ќе одам во викендицата на Расим, а тоа ќе трае 15 дена. Не, јас немам толку време и свето да се преврти наопаку, мене таа платформа ми треба за утре вечер. Јас те ставив на ред веќе. Немојте да ме ставате на ред, ставете ме најгоре на редот да бидам прва, може? Може? Покачи цена. Што вели? Цената? Тогаш вака да направиме, јас ќе ви дадам пари за таа ограда, вие ставете ја подолу на списокот, а јас да бидам пред неа, може така, нели? Дури вака ќе направиме. Добро. Тогаш се договоривме, ќе се чуеме, ќе разговараме во ред, како што се договоривме. Многу ви благодарам.
Беше многу лесно, претерано лесно. Како го убедив? Навистина ме бива. Требаше поираз да биде овде и да види како ме бива за таа работа. Готова сум, не доаѓам во хотелот. Ќе одиш на море? Не знам, ќе прошетам малку. Ти среди си ја работата. Во ред. Чекај, мајка ми ме бара. Ало, мамо? Во право си, не ти се јавив, ама не авион, не пансион, не да се сместам и скрос изумив. Почнав да го пишувам извештајот, после месец дена ќе почнам да добивам пари. Не грижи се, мамо, не грижи се, ќе ги платам твоите долгови. Како ли е времето? Како е времето? Како е времето на Грчкиот остров? Како е времето на Грчкиот остров? Мамо, како може да биде времето на Грчкиот остров? Високата температура е 30, а најниската 25 степени. Влажноста на воздухот е висока, ветерот толку е висока што не можам да зборувам сега со тебе, ќе ти се јавам од некоја сенка. Ајде се гледаме. Се гледаме. Бај. Мајстор Ахмет, зедов мерка за соларните панели, нарачката да биде по овие мерки, после да нема проблем. Добро. Ај со лесно. Благодарам. Сега доаѓам. Со среќа нека е. Добре дојде. Сте почнале со реновирање. Можам некако да помогнам. Не, благодарам, јас ке средам. Доаѓа твојот. Признај дека го сакаш Садик. На крајот на криштата, тој е стар пријател кој се грижи за својата стара мајка. Нормално, понекогаш ми оди на нерви. А ти го жалиш. Садик има ли напредок? Открив нешто. Што зборувате вие? Се обидуваме да го најдеме човекот кој ги преварал билансите во мојата фабрика. Има ли некој сумнителен меѓу тие туристи? Има. Кој? Рече дека не можам да се разберам со еснафите од островот, да видеше како го убедив столарот. Ете, дојде. Што се случи? Нели ти не ни беше во мојата група? Бев во групата. Да, бев, што има лошо во тоа не ми е јасно. Најмалку уште 10 души беа со мене во таа група. Добро, но во групата имаше и маж со палто. Не се сеќавам. Јас се сеќавам. Дури си реков зошто човекот облекол палто по толку силно сонце. Постојано мислев на тоа. Сигурно беше тој, нели? Сигурно имал микрофилм во джебот и снимил се. Садик, не ме нервирај. Синко, само трескаш глупости. Тогаш кој? Бога ми, многу ми е жал. Јас го предизвикав сето ова. Јас го донесов тој никаквец во фабриката. Жив се и јадам. Во ред, ти не си виновен, во ред. Ти испрати ми го списокот на тие кои купиле билите преку интернет. И онака не ги знаеш тие што купиле од шалтер, нели? Добро, утре ќе ти го дадам списокот. Ајде, дојде, јас ќе те префрлам. Може. Бидете мој гости некоја вечер. Ако откриеш кој ја пребарал фабриката, што ќе направиш? Според тебе? А нема да му простиш ако се кае? Ако се кае на вистина? Никогаш. Ама не е така, види, на вистина многу се кае. Да може да го врати времето, никогаш не би го направил тоа. Ама времето не се враќа назад, нели?
Значи одлучен си. Ке го уништиш тој човек. Слушај, јас поради тој човек можеби ќе треба да ја продадам куќата на баба ми. Да беше ти, што ќе правеше? Ке му простеше ли? Молам. Да. Да, знам. Што направи? Простете, не ги познава островјаните. Во ред. Ти си му понудила мито на столарот? Не. Си му рекла, мене прими ме прва, јас ќе ви платам за другите. Тоа не е мито? Не, го направив тоа само за да побрза и платформата да биде готова за утре вечер. Платформата пак нема да биде готова. Човекот се шокирал, дури не можел да каже не. Како тоа? Како нема да ја направи? Секако нема да ја направи. Се дава големо значење на редот и правото на луѓето на овој остров. Не знам како одат тие работи во град, ама тука има поважни работи од парите. Добро би било да го научиш тоа. Хазиран, жити господ, најди ми асистент. Негова задача ќе биде само да ми го носи чадорот за сонце, те молам. Сега на вистина не можам да зборувам. Ке одам малку на шопинг да се смирам толку во ред. Што ќе купуваш? Што ќе најдам? Најди ми асистент. Се топам овде. Мелиса, седни малку. Зошто? Ке разговараме. Ги проверив сите мои објави. Ставив стори, на вистина многу ми е здодевно. Јас не сум многу забавен човек. Јас ке те забавувам. Дојди да видиш што ќе ти покажам. Види сега. Погледни ја комбинацијава. Нели е многу смешна? Така сакала, што ни е гајле? Ерен, донеси сода вода. Како си, Мелица? Заарно да е. Немало сода водуќа, но дојдов да поземам од кафеанава. Охо, каков еснав си ти? Поздрав. Здраво. Како оди животот на островот? Се навикна? Можам да кажам се навикнав. Ова лето и јас сум овде. Така ли? Да. Значи ќе се гледаме. Тоа не знам. Види, нашиот локал е веднаш онде. Да не се фалам, ама многу сме горди на нашата кујна. И јас многу се гордеам со мојот вкус. Тогаш ве чекам. Мелиса ќе ти го опише нашиот локал. Сега опиши го. Туристички водич ли сум јас? Друг нека ти опише.